Годишните извештаи за работата на општината и јавното комунално предпријатие Дервен се полни со нелогичности и се косат меѓусебно. Ова е ставот на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Од партијата велат дека од планираните 10 милиони денари за одржување на комунална хигиена, реализирани биле само нешто повеќе од 1 милион денари. Тоа е реализација од само 10%. Во годишниот извештај, пак за работата на јавното комунално предпријатие Дервен, стои дека за одржување на јавната комунална хигиена се реализирани 10 милиони 256.697 денари или 103% реализација. Се поставува прашањето, кој од овие два извештаи е точен и од каде доаѓаат вака спротивставените бројки? Според СДСМ, извештаите покажуваат дека комуналното предпријатие ги изработило сите налози добиени од општината во однос на остварувањето на програмата за одржување на јавната хигиена. Дервен, велат од партијата, и фактурирал на општината 10 милиони денари, средства за кои е платен и данок на државата. Од друга страна пак, општина Велес му останала должна на ЈКП Дервен цели 8 милиони 969.167 денари, пари кои добро би му дошле на предпријатието кое работи со возила стари над 30 години. Значи, општина Велес останала должна на Дервен без малку цели 9 милиони денари за остварена јавна комунална хигиена, а згоре на тоа Дервен платил и данок на државата за пари кои што никогаш не ги добил. Општина Велес денешната пресконференција на СДСМ ја карактеризира како обид да се минимизира задоволството на граѓаните од реализираните проекти. Само за подсетување, поставени се нови или реконструирани 33 водоводни линии во градот. Во 7 населени места во околината на Велес има изградена нова водоводна мрежа. На повеќе локации во градот се подигнати нови зелени површини. Редовно се исплаќаат и ратите од кредитот кон Светска банка за кредитот, стои во писмената реакција од локалната самоуправа. Од општина Велес потенцираат дека советниците од СДСМ немале ниту една забелешка или дискусија по однос на извештајот за работата на Дервен, кога истиот бил на дневен ред на седница на Совет.